Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата за животот. Денеска е понеделник и ќе разговараме на една доста интересна тема која што се надевам дека ќе го задржи вашето внимание. Изминативе неколку дена Македонија се покажа како доста хумана земја. Денешната емисија, денешната тема ќе ја посветим исто така на хуманитарна акција која што веќе година и пол се одвива во Македонија. Станува збор за солидарен оброк. Денеска со нас во студиото се Марио Додовски, студент на Високата школа за новинарство, и Моника Аксентиевска, исто студент на Високата школа за новинарство. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам. Вака, еве сега ќе зборуваме за солидарниот оброк, а потоа и ќе поразговараме малку и за тоа како всушност Високата школа за новинарство и која е улогата всушност на оваа акција. Кажете ми што се состои хуманитарната акција Солидарен оброк? Значи, хуманитарната акција Солидарен оброк е акција која што организира Високата школа заедно со Црвениот крст на град Скопје. Се одвива веќе, како што кажам, година и пол и се работи за акција во која што секој граѓанин кога ќе купува оброк може да купи дополнителен оброк за бездомниците и социјално загрозените семејства. Така. Рековме дека веќе година и пол трае оваа акција, тоест од минатата година во април месец започна. Која потикна всушност оваа акција? Акцијата е всушност проект на Црвениот крст на град Скопје и факултети МК. Меѓутоа моментално ние студентите на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, заедно со Канал 77 соработуваме на целиот овој проект за едноставно повеќе да го промовираме и тој да продолжи, да биде истакнат во медиумите, затоа што секој човек треба да дознае повеќе за акцијата со цел да биде поттикнат да донира. Така. До сега колку оброци се донирани? Имате ли некои податоци за тоа? До сега се донирани 646 оброка, од кои најголемиот дел 400 се донирани од една компанија, значи од вработените на компанијата. Околу 60 од првата промоција на акцијата, а 96 се директно од граѓаните донирани, околу 90 се донираат сега за време на неделата на солидарноста. Така. Кои се критериумите и кој одлучува всушност да добие некој граѓанин ваков оброк? Како што кажавме, целната група на овие донирани оброци се главно бездомниците. Значи, тие се најранлива група и тие добиваат секогаш предност, односно кога има помал број на донирани оброци, тогаш оброк добиваат само оние болни бездомници кои што едноставно не се во можност да најдат храна, немаат никакви примања, немаат дом. Тие обично се сместени во пунктот на Црвениот крст и од таму значи се снабдуваат со овие оброци. Меѓутоа оброци може да добиваат и други бездомници или пак луѓе кои што едноставно се на работ да го загубат својот дом, исто така и социјално загрозени семејства кои што немаат никаква примања и кои што исто така може да останат без дом, односно едноставно сите луѓе во Република Македонија кои што немаат примања, кои што може да се случи да немаат дом, кои што едноставно не се способни или не можат од никаде да најдат оброк со кој што ќе го поминат денот. Исто така има социјален работник кој што всушност прави рангирање, кој што доучува кои од бездомниците ќе добијат солидарен оброк и секако приоритет, како што кажа Марио, имаат болните и оние кои што толку го изгубиле својот дом, па се уште немаат најдено постојани извори на храна. Така. Тоа се оние, тоест граѓани кои што се загрозени, каде може да се пријават за да добијат ваков оброк? Треба да се пријават некаде или си има Црвениот крст веќе свој одреден список, тоест кои лица се загрозени, кои не? Па Црвениот крст веќе редовно работи со 40 бездомници, кои што, како што веќе кажав, се сместени во пунктот, односно секој викенд го посетуваат тој пункт каде што добиваат оброк, добиваат и други хигиенски услови и така натаму. Меѓутоа Црвениот крст досега има регистрирано 125 бездомници кои што се пријавиле таму. Сега они меѓу себе имаат една мрежа, да речеме, на комуникација, каде што се кажуваат кој може да им помогне, кој може да им даде оброк, кој може да им даде лекарства и слично. Меѓутоа Црвениот крст е секогаш отворен, значи за поголем број бездомници кои што може да дојдат во просториите на Даре Џамбас и тука да се пријават како бездомници, нели, за да може да се на таа листа на Црвениот крст. Така. Тоа е доста добро и интересно што им излагат Црвениот крст во пресрет на овие луѓе кои што се загрузени. Меѓутоа, еве сега малку да свртиме на тоа каква улога има всушност Високата школа на новинарство со оваа акција?
Па Високата школа за новинарство секој семестар студентите по корпоративно комуницирање и односи со јавност имаат предмет наречен проектна задача и како дел од оваа проектна задача работат на реални, на вистински проекти. Така оваа година имавме задоволствието да работиме со Црвениот крст на акција која што е за која се работи за хуманитарна акција и така да многу добро ни се погоди. Така. Добро, тука ќе направиме на кратка пауза да ги погледнеме рекламите. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото каде што ќе го продолжиме денешниот разговор на тема солидарен оброк. Ние знаеме се за главоболката. Се прашувате ли зошто? Ангажиравме научници, мајки, лекари, математичари, студенти, бабами, па дури и волшебник. Тие ни помогнаа да откриеме дека главоболката е најчесто предизвикана од работата, стресот, безработицата, парите, времето, предувањето и гладувањето, дополнителниот стрес и од многу други причини. И пробавме со решенија како што се вежбањето, природата, здравата храна, медитацијата, шопингот и волшебникот од предмалку. Откривме дека можете да ја победите главоболката со само еден кафетин. Кафетин. Ние знаеме се за главоболката. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Газето на моето бебе е секогаш суво со Кан бебе. Благодарение на абсорбирачкиот слој која впива и задржува течноста. И затоа што моето бебе секогаш се чувствува удобно. Ние, искусните мајки, ги препорачуваме Кан бебе. И уште нешто. Тие ќе ве чинат помалку. Кан бебе, паметен избор на искусните мајки. Новитети, поволности, квалитет, задоволни корисници, 8 години во 200 најуспешни компании во Македонија, 2 години супер бренд на Македонија, 17 години со вас, 17 години Телекабел. Ви благодариме на довербата. Обфест 2014. Музика на светот. Од Етиопија, легендата Мулату Астатке. Од Португалија, новата фадот звезда Кармињо. Од Шпанија, женскиот фламенко квартет Лас Мигас. Од Конго, моćниот и хипнотички звук на Jupiter и Opus International. Твој сам, узми ме. Од Словенија, култниот Зоран Предин. Од Јужна Кореја, фасцинантните инструменталисти Geomungo Factory. Од Унгарија, големиот виртуоз на виолината Феликс Лајко во дует со Антал Браснио. И од Македонија, Фолтин со специјален проект. Од 30 мај до 5 јуни. Офест. Музика на светот. По краткиот блок реклами повторно сме назад во студиото, каде што разговараме на тема солидарен оброк. Денеска со нас во студиото се Марио Додовски, студент на Високата школа за новинарство, и Моника Аксентиевска, исто така студент на Високата школа за новинарство. Моника и Марио, значи, поразговаравме накратко за солидарниот оброк, од каде идејата, каква улога има Високата школа за новинарство, меѓутоа, може ли да ми кажете која е вашата улога во овој проект? Бидејќи нели кажавме, работиме на овој проект како проектна задача, која што пред се треба да ги истакне нашите способности, значи да ги прошири нашите контакти, со цел ние да добиеме практична работа, односно да видиме што е тоа што ќе го работиме понатамо. На почетокот за овој проект прво започнавме со едно истражување каде што нели ќе ги добиеме сите информации кои што постојат за хуманитарната акција Солидарен оброк. Исто така направивме еден медиа бриф и изработувавме изработивме еден видеоматеријал, изработувавме одредени текстови, радио джинглови, кои што нели ќе ни послужат еве вака додека гостуваме во медиумите. Така. Од каде споменавме, значи, идејата всушност е на Црвениот крст, подоцна ќе видиме едно видео во кое што се појавува исто така бездомник. Како стапивте во контакт со него?
Па значи, Црвениот крст стапи во контакт со бездомникот, се работи за бездомник кој што се работува со нив и го продава весникот лице во лице. Исто така тоа е уште една хуманитарна акција на Црвениот крст, каде што со купување на тој весник донирате пари за бездомниците. Така. Јас предлагам да го погледнеме и видеото за солидарен оброк. На улица е живот стра и трепер. За акција добре, Црвен крст што нуди колку има могучност луѓето што дават помош и што може Црвен крст да ни подари, да ни помогне за нас бездомници. Па некогаш со бонови ни дават купони, идеме сами, си земаме бурек, нешто, некој ресторан и така. Се случува, не можам да извадам пари да си купим, онда ќе идам у Црвен крст и они ми помага, да ми дават за оброк. Не знам да објаснувам баш, али стварно многу значи за некои луѓе како мене и има многу како мене. Еден мал помош што нему му значи многу. Ја би сакал убави, хумани луѓе кои сака да донират за нас бездомници. Ние ќе бидеме заблагодарни. Многу. Така, тоа беше видеото за солидарен оброк кој што е подготвен од студентите на Високата школа за новинарство. Кажете ми, вие го подготвувавте, така, ова видео? Да, беше подготвено значи од групата на студенти која што е во нашата генерација, бидејќи ние имаме различни проекти кои што ни покажуваат значи како да снимаме, да монтираме и така натаму. Значи сме спремни да правиме едни вакви видеа кои што ќе можеме понатаму да ги користиме во кампањите. Така. Она што беше доста интересно и што го спомна баш лицето во ова видео, токму за оние оброци кои што се земаат со купони всушност. Меѓутоа, она што ме интересира е како граѓаните може да дознаат каде би можеле да купат еден таков оброк за ваквите лица. Па на секој угостителски локал каде што може да се донира солидарен оброк, има постер на кој што пишува солидарен оброк и пишува како може тоа да се направи. Значи ќе ги забележат тие постери, големи се гледаат, така да. Така, значи они всушност го купуваат тој оброк, така? Тие плаќаат за оброкот, значи си добиваат фискална сметка на која пишува дека го купиле, а потоа тој оброк останува таму и се подготвува во оној момент кога ќе дојде бездомникот со купонот, за да го подигне за да биде топол, се разбира. Така, тие купони се добиваат во Црвениот крст? Да, тие купони се добиваат во Црвениот крст. Значи бездомниците може нели да се имат купон од Црвениот крст и со тој купон да отидат до локалот каде што ќе може да си го подигнат својот оброк, или пак како што претходно споменав, оние кои што не се во можност нели да кои што се болни, изнемоштени и така натаму, а кои што не се во можност да го земат својот оброк, тогаш има луѓе кои што доаѓаат од Црвениот крст, значи ги посетуваат тие локали, ги собираат оброците и ги носат назад во пунктот каде што им се даваат на бездомниците. Така, неделно по колку оброци добиваат, имате информација? Бездомните лица? Не би можеле таа информација, мислам, немаме конкретна информација за тоа, меѓутоа како што кажавме досега се собрани значи 646 оброци. Во различен период едноставно има различен број на оброци. Еве може да се погоди таа големата донација која што се случила од 400 оброци, тогаш биле нахранети голем број, нели кажавме, семејства, голем број бездомници, секој викенд значи им се давал по еден оброк, бидејќи тогаш не работат народните кујни во црквите и тогаш бездомниците немаат можност да земат никаков оброк. Меѓутоа тогаш кога има помал број на оброци, едноставно се дава значи по еден оброк да речеме на ден на оние на кои што навистина има најпотребно. Така. Споменавте дека повеќе поголемиот дел од оброците кои што биле донирани, тоест од компании, а не од луѓе. Така да ова емисија малку да ја поттикнеме луѓето повеќе да донираат и да купуваат оброци, бидејќи овие неколку дена се покажа како доста хумани. Да. Кажете ми, кога зборувавме за Високата школа за новинарство, споменавте за овој проект на кој што работите веќе година и еден месец. Што е она што друго работите?
како проект? Па во зависност од семестарот, значи секој семестар имаме проектна задача и работиме на различни проекти. Во зависност од тоа што го учиме тој семестар, практично сите предмети што ги учиме, практично ги применуваме преку оваа проектна задача. Така. Имате нешто што планирате во иднина да го работите? Сега за сега не, чекаме нели инструкции од високата школа, бидејќи тие ни ги одредуваат секој семестар проектните задачи кои што ќе ги работиме. Меѓутоа би сакал да споменам подетално за тоа што сме го работеле претходно. Значи, минатиот семестар работевме на една многу интересно истражување за една издавачка куќа која што треба да лансира ново списание на македонскиот пазар. Ние го работевме целото тоа истражување, значи правевме фокус групи, нели интервјуравме граѓани со што реално ќе се види потребата која е за да дојде на македонскиот пазар тоа списание и да може да им ги дадеме тие информации за они потоа да ги спроведат. Претходно работевме со една друга организација на нивната внатрешна комуникација, значи сме промовирале неколку списанија и така натаму. Значи тоа се едноставно едни добри практични задачи кои што навистина ни помагаат да видиме како е надвор во реалниот свет, да не останеме само на теорија, меѓутоа да имаме многу пракса. Така, тоа е важно да се има пракса, бидејќи праксата всушност ќе ви послужи понатаму кога ќе работите. Кога спомнавте дека работите на проекти, токму и на како овој проект кој што е Солидарен оброк, има ли одредена бројка на колку луѓе всушност работите на ваков проект? Па сега во моментот нашата група сме 7 студенти кои што работиме на овој проект и секој имаме различни задачи. Пишуваме текстови на портали, исто така како што кажеме 20 студенти го изработија видеото, другите сме задолжени за гостување по емисии и промовирање и така ги делиме активностите. Така. Имате ли нешто да додадете што можеби јас заборавив да ве прашам? Па јас едноставно би сакал да апелирам до граѓаните на Скопје. Кога се во можност, значи кога ги посетуваат некои од овие локали, односно кога ќе забележат постер на вратата на некој угостителски објект и влегуваат внатре да се купат самите за себе оброк, едноставно да помислат на сите овие луѓе, значи бездомници, социјално загрозени семејства кои што денес немаат оброк во своите раце и да донираат уште еден оброк кој што за нив ќе ги чини да речеме 100 денари, меѓутоа за некој значи навистина многу. Така. Вас се поттикнували на ваква некоја акција? Ви дава ли потик за понатаму, за да превземете некој поголем чекор? Па да, особено тоа што се случуваше овие денови, кога видовме колку може македонскиот народ да биде хуман, дава потик, дава некоја верба дека може да се направи нешто повеќе и да се организираат повеќе вакви хуманитарни акции. Така, Марија? Отприлика тоа. Така. Добро, јас би сакала уште едно прашање пред да ја завршиме емисијата 24 за животот. Дали имате вие, можеби, некој апел, некој совет до граѓаните, дали имате некоја желба која што вие би сакале конкретно да се исполни врзано со ваквите акции хуманитарни? Моника, јас го кажав моето за солидарниот оброк. Па, се надеваме дека оваа година ќе има дупло повеќе оброци, дека луѓето повеќе ќе бидат позапознаени по повеќе оброци ќе донираат, бидејќи како што кажа Марио, можеби за нас тие пари не значат многу, но тој оброк за некој кој што нема стварно премногу значи. Така. И само да ве прашам уште нешто, до кога трае оваа акција? Има ли одреден период до кога ќе трае? Нема одреден период. Значи акцијата започна, нели рековме, претходната година во април, меѓутоа има неограничено време на траење, односно граѓаните на Скопје, значи може да донираат кога сакаат и акцијата ќе трае се додека нели има хумани луѓе кои што донираат оброци. Така. Кога зборувавме пред малку, тоест пред емисијата за идејата за солидарен оброк, ми спомнавте дека пред се започнува ова во Србија, па потоа се шири и во Македонија. Да, значи идејата пред се започната во Италија со одложеното кафе или suspended кофе, меѓутоа во Србија преземена и однесен еден чекор повеќе. Значи солидарна клопица, таму се нарекува иста е акцијата и таму се донираат солидарни оброци, само што таму функционира на еден друг начин. Наместо за секој кој што нема доволно пари да купи уште еден оброк, може онолку пари колку што има да донира во каси кои што се наоѓаат во бурекџелници, во пицери и на крај се пресметува колку пари се оставени, во однос на тоа колку пари има, толку оброци се даваат на бездомниците. Така. Ова акција само во Скопје? Да, за разлика од Србија, каде што е национално во секој град се случува, има голем број на угостителски објекти кои што учествуваат, тука се случува само во Скопје, иако има уште 2 града каде што има по една
по еден ресторан кој што може да се номинира во Гевгелија и во Струмица, исто така. Така. Добро, значи, она што е доста важно, би сакле да го споменеме, дали можат луѓето кои што ќе одат да купат некој оброк, да го купат тие лично, да го земат и да го однесат во некој од пунктовите? Дали има таква можност? Немам информација дали има таква можност, меѓутоа многу подобро е нели тие да ги Добро, остават да го парите, платат, да, така. значи да го платат тој оброк и кога ќе дојде бездомникот, значи тогаш да се подготви еден топол оброк кој што бездомникот ќе може или во локалот нели да го јаде, или пак како што кажав, некој од Црвениот крст да го подигне тој оброк и едноставно да го однесе до пунктот, бидејќи пунктот се наоѓа мислам дека малку подалеку, значи во некоја општина надвор од Скопје. И едноставно многу е по-тешко нели човек самиот да го земе потоа да го носи до пунктот. Едноставно многу се олеснати работите кога има луѓе кои што работат во Црвениот крст, кои што се задолжени за таа работа и го бркаат сето тоа. Така. Тие ресторани, млечни, сендвичари исто така се наоѓаат во кој населби во центарот на Скопје, во Кисела вода, мислам че дека споменавте. Да, во центарот на Скопје, во Кисела вода, во аеродром, Депар мало има, да. Значи важно е на Скопје. Така, важно да се каже дека просторот е голем, може да го препознаат. Да. Така и да донираат барем еден оброк кој што верувам дека на нив можеби тие студенти нема да им значат, но на некого му значат многу. Да. Така. Моника и Марио, ви благодарам што бевте дел од 24 за животот емисијата. Се надевам дека повторно ќе ни дојдете со некој нов проект. Ви посакувам многу успех во вашата работа и многу ми е драго што можеме да видиме вака млади студенти кои што имаат голема перспектива во однос на ваквите акции па и на својата професија која што студирате. Ви благодарам и вам. Ви благодарам. Така, а вие, драги гледачи, останете со програмата на 24 вести. Подоцна повторно се гледаме во емисијата Очи во очи. vesti.mk. Информација сега. Брзо, точно, проверено. Телевизија од Доверба. 24 вести.